Надвор од студиото на Урбаните вести и денеска ви информираме за случувањата во главниот град. Најнапред би почнале со она што најмногу ги освежува граѓаните на Скопје, а тоа е аквапаркот во Скопје. Имено в петок, со почеток во 10 часот, ќе почне новата летна сезона во аквапаркот во рамки на спортскиот центар Борис Трајковски. Оваа година аквапаркот повторно нуди интересни содржини за сите возрасти. 10 активни тобогани, базен со бранови, бумеранг, детски базен, како и ново детско катче за забава со песок. Новитет е и полудневната карта, што ќе може да ја користат сите кои во текот на денот се на работа, а сакаат да се релаксираат во попладневните часови. Водата во сите базени е збогатена со калциум хипохлорид, што ја прави најчиста, најквалитетна и најбезбедна по сите светски стандарди и е единствена од таков тип во нашата држава. Покрај стандардните содржини за капење и уживање во текот на вечерните часови ќе се организираат и забави, а просторот ќе може да се изнајмува и за уникатни прослави, родендени, момински и ергенски вечери. Продолжуваме понатаму со следната информација. Домашните туристи кои уплатија аранжман за Египет и чекаа од ноќеска на Скопскиот аеродром, денеска после 10 часот полетаа за Хургада. Според информациите на веб страницата на Меѓународен аеродром Скопје, полетале во 10 часот и 44 минути со авион на Fly2Sky Airlines. Туристите требало да полетаат ноќеска на полноќ со одложување дека тоа ќе се случи во 2 часот и 30 минути, па во 5 и во 7 часот. Аранжманот го уплатиле преку неколку туристички агенции. Според информациите, случајот не е пријавен во Државниот пазарен инспекторат. Над 500 учесници од повеќе држави ќе настапат на 5-тиот меѓународен фолклорен фестивал Света Тројца, што ќе се одржи од 13 до 17 јуни во Долно Лисиче. Фестивалот свечено ќе биде отворен в петок на 14 јуни со почеток во 19 часот, а во текот на трите фестивалски денови покрај домаќините ќе настапат играорци од Косово, Србија, Словачка, Полска, Бугарија и Црнагора. Организатор на фестивалот е културно-уметничкото друштво Гоце Марковски од Долно Лисиче, а општина, аеродром и град Скопје се покровители на манифестацијата. Во клуб Фонтана во екоучилницата на Општинското основно училиште Лазо Трповски денеска беа доделени признанијата на најдобрите ученици, првенци на генерација од сите основни училишта во општина Карпош. Станува збор за најдобрите 10 ученици кои во текот на учебната година покажаа континуиран и одличен успех, интерес во повеќе области и сегменти од наставните програми. Овие млади луѓе ќе добијат еднократна парична награда од 10.000 денари од општината. Градоначалникот Стефан Богоев на првенците им врачи дипломи за првенци на генерација и притоа ја искористи приликата да поразговараат за текот на токушто изминатата учебна година, предизвиците со кои се соочувале и идните планови за продолжување на образовниот процес. Богоев ги охрабри младите ученици да бидат постојано активни и самоуверени, но и да бидат отворени за различно мислење. Уште една информација од Ева на Македонија АД известуваат дека утре се планирани следните технички зафати во дистрибутивната електромрежа во град Скопје и без електрична енергија ќе останат. Во период од 9 часот и 15 минути до 13 часот корисниците од село Бојане, општина Сарај. Во период од 9 до 12 часот корисниците од делот улица Лондонска, општина Карпош.
ноќ. Во период од 8 часот и 30 минути до 12 часот, корисниците од улица Димитар Македонски, број 22, 24, 26 и 28, општина Аеродром. Во период од 8 часот и 30 минути до 11 часот и 30 минути, корисниците од дел од улица Владимир Надзор, број 15, 15А, 18, 19 и 20, општина Центар. Во периодот од 9 до 15 часот, корисниците од село Волково под улици 1, улица 3, улица 16, улица 51 и околните под улици, како и дел од населба Стопански двор во општина Ѓорче Петров. Во период од 9 часот и 30 минути до 12 часот и 30 минути, корисниците од улица Мирче Оровчанец и булевар Партизански одреди, број 55, општина Центар. И за крај имаме временска прогноза. Сончево и топло време со услови за локален пороен дожд, грмежи, засилен ветер преовладува уште денеска. Веќе од утре синоптичарите најавуваат топло и стабилно време со максимални температури над 35 степен. Утринската температура денеска се движеше од 12 до 18, а дневната од 24 до 35 степени. Висок е и УВ индексот и изнесува 8.